лајт мотивот на минатогодишната резолуција усвоена на Обединетите нации се две нешта според мене, тоа е сеќавањето од една страна и негирањето од друга страна, и јас тоа ги доведувам во корелација, бидејќи практично потребата за носење на резолуција од страна на Обединетите нации, чиј ко-спонзор за среќа беше и Северна Македонија, значи една работа. Од една страна тоа значи дека негирањето се уште е на сила, меѓутоа што всушност негирањето значи? И тоа е негирањето на индивидуално, колективно ниво и негирањето како официјална политика на Србија. Според мене, иако на прва тоа би требало да означува дека тие не ќе да ја прифатат одговорноста за починетите дела, јас мислам дека тие се совршено свесни за одговорноста и дека негирањето означува токму тоа. Свесно за одговорноста, меѓутоа одбивање да се сеќаваме на самиот настан. Според тоа, за мене клучна нишка за трагедијата во Сребреница е среќавањето. И тоа е клучна нишка не за оваа генерација на која сме сведоци, затоа што ние во Сребреница имаме од една страна директни жртви, од друга страна имаме сведоци како генерација, и од трета страна имаме извршители кои не сакаат да се соочат со својата вина, меѓутоа јас мислам дека не сакаат да се соочат со својата вина, туку сакаат да проектираат поинакво сеќавање. Сеќавањето во човековата природа е еден од клучните нишки и практично историјата наназад не учи, значи наназад стотици и илјадници години, дека човекот се прави за да се сеќава на нештата. Почнувајќи од Хомер, кој својата Илијада ја пишува врз база на сеќавање, тоа се устни преданија кои тој ги запишува на настани кои реално и вистински се случиле. Тоа е историја која се случила, меѓутоа во тоа време немало на друг начин да биде запишана освен преку сеќавањето. Сеќавањето е она што ја одржала, што ги одржала тие настани до ден денес, ние да ги третираме како современи историски извори. После Хомер следи Херодот. Херодот веќе е и посетител на конкретни паметници или споменици. Дури во етимологијата не само на македонскиот јазик, туку и на многу други јазици, она што е споменик е фактички направено за ние да се сеќаваме, да биде спомен на некој настан, кој, верувајте, нема ни да се случил во нашата перцепција да го немаме нашето сеќавање. За разлика од него, првиот историчар, вистински историчар кој денешната светска наука го третира Тукидид, ги запишува настаните како жив сведок. Меѓутоа, тука веќе ја имаме историјата. Историјата всушност е запишано сеќавање. Меѓутоа, која историја? Историјата која сакаме да ја проектираме, како што јас мислам дека е случајот со геноцидот во Сребреница, тоа е историја која Србија сака да ја проектира дека се случила, тоа е интерпретација на историјата, или историја, нам ни е добро позната, тоа е историја базирана на факти, која практично ни е толку внимателно и со страст се обидуваме да ја одбиеме од нас и да не се соочиме во случајов со нашата собствена историја. Ќе направам една многу паралела која можеби ќе ви се чини далечна, меѓутоа зошто мислам дека е битна, односно зошто е битно сеќавањето како такво, која не секогаш, како во случајот со Сребреница, има конкретни жртви, конкретно материјално постоење, меѓутоа го има за сега, а нас треба да ни остане за сите наредни генерации тоа сеќавање. На 300 километри од овдека се наоѓа еден археолошки локалитет или археолошкиот парк Дион, тоа е светилиштето на старото античко македонско кралство. Предпоставувам дека секој од нас кога ја посетува Грција оди токму таму, односно го одминува, оди на грчките плажи. Дион е светилиштето каде што се случила еден настан кој не оставил никакви материјални докази, и во склопот на тој археолошки парк, огромен археолошки парк од некаде 150 хектари, се наоѓа една празна ливада или празна пољана пред сегашниот хеленистички театар, и таму се случил настан кој практично ја го определил стекот на
светската историја, односно буквално ја сменил од корен светската историја и го создал првото големо кралство, Хеленистичкото кралство, односно империјата на Александар Македонски. Имено токму од тоа место Александар Македонски ги почнал своите освојувачки походи и ги направил првите своји жртви, ги направил на кого? На богот Зевс и на 9 музи, тоа била 9-дневна прослава, таму биле поставени шаторите, никаков материјален доказ. Меѓутоа денеска е оставено како место, тоа се нарекува културен предел или културен пејсаж. Битна е локацијата каде нешто се случило. Не мора да има никаков материјален доказ, никакво материјално сведоштво. Во сеќавањето треба да остане во меморијата местото каде што нешто се случило. Мајката на 9 музи е грчката божица од првата генерација на титаните, незиното име е Мнемосина, што значи сеќавање. Значи, уште за старите народи, сеќавањето е клучната работа. Дали ние ќе се сеќаваме или не е битно дали настанот се случил или не, а не дали го признаваме неговото постоење или не. Геноцидот во Сребреница од правна смисла, во политичка правна категорија е признат и светот знае дека се случил геноцид. Меѓутоа, она што е битно е да не се заборави геноцидот, да се сеќаваме и на него и на сите примери што ги даде, и за Радуша што ги даде господинот Алити, и за сите други примери што се случила овдека, да не се заборави е она што е битката и во однос на Сребреница, и во однос што беше според мене лајтмотивот и суштината на минатогодишната резолуција на Обединетите нации. Затоа што ние се соочуваме во континуитет со проектирана интерпретација на историја која реално не постои. Зборуваа некои од говорниците за ја начнаа темата за српскиот хегемонизам, за нивната историја. Меѓутоа, тоа историја не е базирана на факти. Тоа во најголема мера е историја базирана на фикции. И јас сметам дека тие токму и со Сребреница сакаат да направат една фикција во историјата во кој некој од нас е дел, некој од нас е составен дел во нивната фикција, некои се директно, некои се индиректно присутни. И она што е битно, и зошто е битна историја базирана на факти, и зошто е битно сеќавање базирано на факти. Затоа што само на тој начин ние сме свесни за реалноста која се случила. Па ние овдека сега се обидуваме интензивно да заборавиме дека името на нашата држава е Северна Македонија. Сега, во моментов, ние се води кампања за да заборавиме одреден факт. Да го заборавиме нашето уставно име, да ги заборавиме документите, да го заборавиме патот на кој е дојдено. Да го заборавиме нашето минато, нашиот идентитет. Вие имате, сите може би поминувате старата железничка станица, сите знаете каде се наоѓа. Така, тоа се меѓу двата мола, Diamond Mall и Рамстор сега. Меѓутоа таму се наоѓа музеот на град Скопје. Пред музеот на град Скопје се наоѓаа така расфрлени, обраснати надгробни стели на жители на античкиот град Скопје. Дали некој се сеќава од нас на нив? Дали некој ги почитува? Не, апсолутно. Тоа е односот што ние го имаме кон нашето минато, кон нашата историја, кон нашето културно наследство, кон нашиот идентитет, кон нашите сеќавања. И затоа според мене клучно е сеќавањето на Сребреница. Се разбира дека и овој настан помага за тоа да се сеќаваме на настанот. Само сеќавањето ќе не спречи, односно ќе ги спречи тие што сакаат да го заборават, не да ги повторат работите, туку да ги продолжат работите што секако ги правеле и претходно ќе ги прават и потоа. Затоа што всушност историјата низ вековите, низ илјадниците години е историја дека нешто се случило, да го запамтиме дека тоа се случило и тоа што ќе го запамтиме не дефинира кои сме, што сме и каква сегашност ќе имаме, а според тоа и каква иднина сакаме. Ви благодарам.